Собранието ја почна и ја заврши првата седница во новата 2026 година. Во рамки на 80-тата пленарна седница, пратениците избраа двајца нови членови на Судскиот совет. Изгласани беа неколку законски решенија во прво читање, меѓу кои измените на Кривичниот законник, предложени од пратениците на групата на ВМРО-ДПМНЕ. По предлогот на председателката Гордана Силјановска-Давкова за членки на Судскиот совет, со апсолутно мнозинство беа избрани професорката по право Арлинда Кадри Шахиновиќ и адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска. За Кадри Шахиновиќ гласаа 62, а за Јошевска-Анастасовска 71 пратеник. Со 68 гласа за беше усвоена и потребата од донесување на измени и дополнувања на Кривичниот законник. Целта на предлагачите е да се ревидираат законските измени од 2023 година, кога беше интервенирано во членот 353, кој се однесува на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување. Со тие измени беа облажени казните и за кривичните дел од членовите 353В и 394, односно за несовесно работење во службата и злосторничко здружување. Со новиот предлог за измени и дополнување на Кривичниот законник се предвидува и проширување на опфатот на кривични дела за кои би можело да се примени проширена конфискација. Со предложените одредби се врши и до усогласување со Инстанбулската конвенција, преку редефинирање на кривичното дело телесна повреда од член 130, со отстранување на гонењето по предлог во случај кога делото е сторено при вршење родово базирано насилство. Се предлага и вградување на два нови облика кај кривичното дело трговија со дете, заради надминување на состојбите со питачењето. Предлогот на закон содржи и одредби за хармонизирање на кривичните дела против безбедноста во сообраќајот во врска со проектот Safe City. На почетокот на 80-тата седница беше верификуван мандатот на новиот пратеник Зекирија Таири од коалицијата Влен за изборната единица број 1. Тој доаѓа на местото на Беким Сали, кој неодамна беше избран за министер во владиниот кабинет. Во рамките на првата седница годинава, мнозинството од пратениците исто така ги изгласаа во прво читање предлог законите за престанување на важењето на законот за вонсудско спогодување, за регистар на задолжително социјално осигурување и за системот на проценка на лица со попреченост. Во прво читање помина и предлогот на закон за задолжување кај Банката за развој при Советот на Европа, по рамковниот договор за заем за дополнително финансирање на проектот за изградба на физкултурни сали.